Чест и задоволство ми е што сум по трет пат гостин со самостојна изложба во вашиот град. Ова е еден од моите циклуси последни, работа на скулптура во метал. Изложбата е насловена Рефлексивна привлечност и овде можете да видите скулптури кои се составени од геометриски елементи, кои живеат во просторот, кои соживуваат и се поддржуваат една со друга, така да ќе видите разни интересни комбинации, разни интересни композиции кои веројатно кај вас ќе предизвикаат или ќе придонесат во вашата фантазија да создадете ваши некои видувања врз цела оваа поставка. За моето творештво можам да кажам дека работам паралелно на 3 вида на мои дела. Ова едниот дел кој вие можете да го видите денеска на оваа скулптура, односно тоа се скулптури од железо заварувани со CO2 апарат и нивната визуелна презентација е малку пооштра, малку по-геометриска и појасна. Другата фаза на моето творештво е скулптури во инокс кои се огледални комплетно и нивната визуелност е сосема различна, нивната форма е биоморфна и во нив ќе видите сосема еден различен одблесок на творечка енергија како за разлика што може да видите овде. И трета варијанта на мои скулптури се скулптурите од дрво кои сум ги реализирал веќе на вашата ликовна колонија Дрен неколку пати. Уживам во сите мои предизвици, сите мои постапки уметнички и не сакам да се откажам од ниеден мој стил, односно ниедна моја форма не сакам да ја заобиколам, така да паралелно се движам во сите 3 насоки и паралелно ги надоградувам и ги создавам сите типови на мои уметнички дела. Принцип имаат една интересна текстура која се разликува и е контраст една од друга, затоа што еден дел од скулптурите со груба текстура, направени со помош на заварувањето, а другата текстура е интересна бидејќи е полирана површина, огледална површина на која гледачот кога ќе се движи околу скулптурата може и да се огледа. Ова прави една интересна динамика на уметничкото дело која го предизвикува гледачот да биде активен, односно активно да учествува во гледањето на уметничкото дело со движење околу уметничкото дело, бидејќи да се види скулптурата од една страна не е доволно, во секој случај мора да се видат сите агли што ни се представени пред нас, односно да погледнеме скулптурата од различен агол, затоа што и секој агол ствара своја перспектива и секој агол ствара своја композиција во простор, различна од претходната, и тоа е интересното во врска со овие скулптури.